Екипата на Алфа во овие моменти се наоѓа во Сојузот на синдикатите на Македонија, како што веќе спомена. За денеска од 19 часот е закажан економско-социјален совет во македонската влада, каде повторно на иста маса седнуваат синдикатите, владини представници, како и дел од работодавачите. Изминативе неколку дена бевме сведоци дека овде во нашава земја не се постигна договор за минималец од 18.000 денари, па така денеска целата македонска јавност, односно сите погледи ќе бидат вперени точно по 19 часот и работниците, како што велат, со душа чекаат да има зголемување на минималецот за секако оние 110.000 граѓани да живеат подобро. Во овие вести разговарам со синдикалните представници Златко Цветковски, секретарот на ССМ, и Игор Герасов, председателот на СИЕР. Господа, добре дојдовте во вестите на Алфа. Добро ве најдов. Цветковски, на самиот почеток знаеме дека во 19 часот ќе разговарате повторно ќе изнаоѓате решение. Кратко, што очекувате? Ќе се најде ли компромис денеска? Па го очекуваме она што го очекува цела македонска јавност. Го очекуваме она што го добиваме како порака од работниците, кои што секојдневно се јавуваат кај нас и секојдневно ни даваат поддршка да истраеме по нашите барања. А тоа е донесувањето на закон за минимална плата, со кое што ќе се утвори минималната плата на 18.000 денари и да не може да биде пониска од 60% од просечната плата во текот на наредниот период и да настане скалесто покачување на платите согласно закон и колективен договор. Очекуваме дека конечно ќе бидеме разбрани и од работодавачите и од владата. Очекуваме дека работодавачите ќе сватат дека морат да направат поправилна распределба на профилот кој што го остваруваат, а владата да помогне во тоа доколку е потребно на оние компании кои што навистина можеби во случајот им е проблем исплатата на таа плата. Така, Герасов, изминатите неколку средби во владата седнавте на иста маса со сите засегнати страни и после неколку часа на тегање, за жал, одговор нема. Што ако и денеска повторно нема одговор, што понатаму? Па добро, како што знаете вие и целата македонска јавност, ние веќе официјално сме влезени во штрајк. Значи во петокот го изразивме нашето незадоволство пред Организацијата на работодавачи и Стопанската комора. Ние како Сојуз на синдикати и викендов бевме активни и сабота и недела, еве и денескот сабајле. Бевме присутни со нашите членови на лице место низ цела Македонија, кај сите синдикални организации. Пораката е од нив и од нас дека доколку нема договор и денеска, а морам да кажам дека за вечерачната средба сум оптимист, ние ќе ги активираме штрекувачките одбори и веќе имаме најавено за во четврток пред собрание во 11 часот мирен протест, односно да дадеме поддршка на пратениците што седат во парламентарните клупи, што поскоро да го изгласаат законот што е доставен во собраниска процедура. И верувам дека ќе упатам порака и до оние работници што не се синдикално организирани, а не се така мал број, во слободните економски зони, каде што немаат подпишани колективни договори, активно да се вклучат, ако не се синдикално организирани, и да покажеме на поголема масовност и поголема излезност и да упатиме порака дека законот за минимална плата мора да помине. Денеска премиерот Димитар Ковачевски од Штип изјави дека платата минимална треба да расте, меѓутоа не кажа за колку. Доколку режијата е подготвена, јас сега верувам дека може да ја погледнеме изјавата на премиерот Димитар Ковачевски, ќе ја чуеме точно што кажа и како ги охрабри работодавачите за наредниот период, а потоа, господа, ќе ја прокоментираме накратко. Сте приметиле, никогаш не соопштувам бројки кои што не се базираат на анализа и кои што не се договорени таму каде што треба да бидат договорени. Местото каде што тоа треба да биде кажано е економско-социјалниот совет и таму и треба практично да биде договорено и да биде прифатено од социјалните партнери, бидејќи во тој економско-социјален диалог имаме представници на работниците кои што заслужуваат да им се вреднува трудот, но тука се и работодавачите, кои што исто така треба да се слушне, бидејќи минималната плата секогаш е поврзана и со зголемувањето на продуктивноста на трудот. Тоа зголемување на продуктивноста на трудот како што се однесува на поголемо вложување на работниците, исто така се однесува и на поголем напор на менаџерите на компаниите и на нивната способност да воведат нови методи на работа, но и да воведат нови автоматизирани процеси кои што ќе ја зголемат продуктивноста на трудот.
Да се зголеми продуктивноста на трудот, порача премиерот од Штип, меѓутоа спомена дека секако ќе растат платите, но за колку пари треба да пораснат, барем денеска не кажа. Господо, коментар за денешната изјава од премиерот? Па нашиот коментар е оној што го збориме целиот период наназад. Да, ќе се зголеми продуктивноста, тогаш кога ќе се зголеми мотивацијата кај работниците. Бидејќи согласно анализата која беше подготвена од еминентните професори и која беше исто така дадена на анализа и на други економски експерти, професори од областа на економијата, кажува дека со зголемувањето на мотивацијата на вработените, односно во случајот зголемување на минималната плата на 18.000 денари, ќе се зголеми и продуктивноста. Она што ме радува е дека во влада направија анализи, од кои анализи произлегуваат дека нашиот предлог, со предлогот на Сојуз на синдикати на Македонија, е оној што во моментот ја осликува потребата и на граѓаните, но беше поддршка и на она што тие во целиот изминат период го најавуваа дека минималната плата во моментот ќе се зголеми на 18.000 денари и до крајот на мандатот ќе се зголеми на 20.000 денари. Токму анализите покажуваат дека со нашиот предлог ќе се постигне овој ефект. Се надеваме дека вечерва претседателот на владата Ковачевски ќе го соопшти токму она што очекуваме сите да го чуеме, дека минималната плата ќе се утврди на 18.000 денари, дека нема да биде во никој момент понатаму помало од 60%, а дека сите останати плати ќе растат согласно утврдените параметри во законот и колективните договори. Пред самиот крај Герасов за во четврток, ако не се најде решение, за пред владата најавуваат исто така мирен протест. Ќе се постават ли 120 столчиња конечно пред Македонското собрание? Да, ние ќе поставиме синдикални столчиња 120, фигуративно да ја покажеме и нашата поддршка за нашите пратеници, да им дадеме еден поголем ветар во грбот, слободно да го изгласаат законот, за да не се доведеме во ситуација да изнесеме поголем број на наши членови и работници, нашите права да ги остваруваме по тротоари, улици и плоштади. Најдобро е ова приказна да наречам да заврши со среќен крај за бенефит на нашите работници, за да можат достоинствено да живеат во наредниот период. Ви благодарам за одвоеното време и се гледаме со нови информации во вечерните вести на Алфа. Благодарим и на вас. Благодарам уште еднаш. Лазар, за сега се одјавувам овде од Сојузот на синдикатите на Македонија за следните информативни изданија. Верувам дека ќе имаме и други нови информации во пресрет на барањата на синдикатите.